И покрај зголемената епидемиолошка слика во државата, наставниот процес останува по старо, изјави денеска во Штип министерката за образование и наука Мила Царовска. Владиниот став го потврди со следниот аргумент. Нашиот модел во овој момент покажува одлични резултати. Тој укажува дека со вчерашен датум само 66 ученици со физичко присуство се позитивни и само 160 наставници со физичко присуство се позитивни. Тоа во проценти е 0,05% од учениците кои што се со физичко присуство и помалку од 1% од наставници. Тоа укажува дека во образовниот систем пандемијата е под контрола и бројките се ниски. Воздржан одговор на Царовска што со вонредните барања на наставниците за покривање на трошоците за изведување на онлайн настава од дома. На сите наставници им беше дадена можноста да одлучат дали ќе држат настава во училница, каде што се обезбедени сите услови, или ќе држат настава од дома. Од она кое што го добив како информација, тука имаме најголем дел од наставниците да држат настава од дома, согласни на истото, самостојно одлучиле како колектив. Дали има воредни барања за надоместок на тие трошоци, тие дека имало трошоци? Ова е решението кое што е дадено. Секој колектив да донесе одлука на ниво на училиште. Се крчка и нов концепт за основното образование, каде меѓу другото можно е воведување на сексуално образование. Во моментов, во основно образование се формира нова концепција за основно образование, во која што сите елементи кои што се потребни, како знаење, ќе бидат воведени. Со тоа што се намалуваат бројот на предмети, значи додавање на нови предмети нема да има, туку ќе има намалување и организирање на предметите околу теми и поголем престој на учениците во училиште, за да може сите оние практични вештини кои што ги стекнуваат сега со курсеви, за кои што одредени родители имаат финансиски средства да платат, одредени немаат, сега ќе може да ги стекнат во училиштата. Се во ова министерката го кажа денес при својата посета на училиштето Коле Нехтенин, каде се сретна и со веде градоначалникот Миланов и директорот Дејан Павлов. Оно што исто така причинува задоволство е да се види што се е направено во училиштето во изминативе 3 години. За тоа сведочат не само средствата од 45 милиони денари што се инвестирани, што во капитални инвестиции, што во реконструкција, а дел и во опремување и набавка на така речена наставна инфраструктура. Сите овие инвестиции значат подобрување на условите на учениците и на наставниците, со тоа привлекуваме и поголем број на ученици, а тоа е докажано веќе во последните 2 години, што енормно се зголеми бројот на ученици запишани во прва година во училиштето.